подготовките за шестата олтаймер изложба се во тек. Денеска сте овде на место викано Баткова чешма да ги договорите деталите. Еве, благодарно што еве и денеска давате интервју за да кажеме што ќе се случува на 17 април во Делчево. Повелете. Па да, денес се собравме овде на локалитетот Баткова чешма со членовите на клубот Kings of the Roads. Имаме некои прашања и некои замисли да ги пласираме овде, мислам, на шестата ретрокар изложба. Сега ќе примаме секако предлози, сите што се добри предлози, што се планови за да биде поуспешна и побогата нашата шеста изложба. Еве денес овде ќе дебатираме на неколку теми и се надевам дека ќе биде уште побогата од претходната година. Така да почнеме со ред. Настанот е на 17 април. Настанот е на 17 април. Еве ја користам оваа прилика да ги поканам сите љубители на олтаймери, па и не мора да бидат љубители, да дојдат да учествуваат, да видат дека ќе биде тоа едно прекрасно шоу. Пошто имаме сега најавено колеги и пријатели од Бугарија, од Грција и од Србија. И очекуваме да бидат некаде околу 100 коли, сигурно ќе дојдат оваа година. Како и секоја година, ние ќе даваме награди, има пехари, има и други помали награди слични на пехари, што се порачани, треба да стигнат денове овде. Имаме соработка и со Мојсија Милосављевски, тој е председател на Светската федерација ФИВА, која што е исто така се бави со нашата проблематика олтаймеризам. Така. И тие ќе земат дел од одговорноста да ги направат плакатите и некој пропаганден материјал друг кој што моментално во изработка, мислам дека за 2 дена треба да излезе кај нас да дојде. Ова е трета година што Делчево се наоѓа на балканскиот годишен календар на олтаймер фешти. Од Македонија само Делчево се наоѓа на тој календар, инаку од Србија има тоа се Врање, Белград и Ниш. Инаку од Бугарија ќе дојдат сигурно, мислам, од таму учествуваат 20 града, пошто иницијативата е нивна. Така. И сега ние се пријавуваме кај нив и тие прават календар и ни закажуваат на нас дата. Еве оваа дата 17 април закажана заедно со колегите од Грција, Бугарија и Србија. Во пресад на овој настан имате една интересна замисла која полека почна да се реализира, тоа е да се постави еден олтаймеров постамент во Делчево. До каде е и таа идеја? Па идејата беше лично моја, јас тоа го замислив дека сакав да направиме нешто од нашиот клуб и лично од мене да биде украс на нашиот град. Проектот е изготвен, сите документи околу катастар се кај мене, веќе се готови. Остануваат само уште 2 дена да ги комплетирам документите и можеме да почнеме со работа. Материјалот јас го набавив лично, јас ќе дадам од мене и автомобилот што ќе биде фичо. И сега ако треба некои поситни работи, имаме овде спонзори од Делчево кои што ќе не помогнат да го направиме тоа. Ќе биде на влезот во градот од левата страна, близу до терминалот, поточно 100 кома кај што е сега. Не споменавме една работа, сите ве знаат како година во обезбедивте возило за нашата противпожарна единица, токму благодарение на соработката преку олтаймерите, а имате и нова песна, се бавите со музика. Благодарение на овој спорт што јас се занимавам веќе со него околу 10 години, случајно се запознав со еден мој колега Јуре Стрмоле од Словенија на еден форум за Volkswagen K70 и таму со него од кога се запознавме, почнавме да се консултираме за колите, за набавка на делови, за проблематики за тие работи се. И тој знаеше дека јас сум пожарникар. Неговата ќерка работи во една Европска асоциација за доделување на хуманитарна опрема. И во една прилика тој ми се јави од Словенија и ме праша дали ќе сакаме ние да земеме еден камион од Словенија. Јас го прашав за цена. Тој ми рече дека не треба апсолутно ништо да се плати, само да идеме да си го земеме. Камионот е во перфектна состојба, што се тоа и докажа кога јас го довезов од Словенија до Делчево тука, заедно со еден мој колега. И камионот е навистина прекрасен и мислам дека поубаво да не ни треба многу често, но кога и да затреба, ние веќе немаме проблем, апсолутно сме опремени со возен парк. И на крај од музички дел ќе кажам дека веќе една песна
направивме со Дарко Тасевски. Веќе таа е прикачена на YouTube. Имаме веќе уште 2+, треба да ги доспремаме и се надевам дека за едно месец дена ќе ги објавиме и нив и ќе почнам постално да се занимавам со музика од сега па натаму ако имам време. Добро еве, кога сме кај возилата, сме зборувале многу пати, но да потсетиме, музеј отвори мината година, снимавме лично кај тебе, сега годинава со што ќе се представиш, имајќи предвид дека имаш повеќе возила? Па видите, јас оваа година можно е да се представам сега со една многу добра италијанска кола Fiat 132, која што моментално е во изработка, треба да се комплетираат некои делови за надворешниот изглед, иначе внатрешниот интериер е нов, што туку тапацирано се. И сега со оваа кола ќе дојдам, а другите мои ќе најдам некои шофери да ги возат, пошто има веќе некаде околу 20 се ближи бројката. Така, еве да за крај да апелираме уште еднаш за настанот, што ќе порачате за сите кои планираат да дојдат. Еве апелирам до сите гледачи и следачи на вашиот портал Делчево 365 да дојдат на 17 април во Делчево на градскиот паркинг кај што пред домот на Астон, да учествуваат во изложбата, во доделувањето на наградите. Програмата е замислена во 10 часот да дојдат да бидат сите таму, до 11 часот да има разгледување на автомобилите, во 11 часот да почне дефилето низ градот до 12 часот и во 12 часот прогласување на победници. Тоа ќе биде прогласувањето сигурно до едно саат време, до 13 часот и после 13 часот почнува забавниот дел од програмата, кој што ќе биде проследен со рок група и ќе трае до неограничено време. Кој сака може да дојде, да ќе пропушти многу голема забава тој што нема да дојде. Така е, тоа е новитетот, значи планирате и музички дел, нешто што до сега го немаше. Музички дел за прв пат сега има и музички дел, рок група. И апелирам до сите наши љубители на олтајмери дека од сега па натаму веќе времето почнува да станува топло, нема проблем. Ќе се собираме почесто на такви локалитети како што овој денес. Имаме такви во Делчево многу убави места и нека дојдат да се придружат со нас на поедно забава, на ракивче, на салатка, на мезенце, едноставно кажано по делчевски тук. И посакувам успех наставно да помине. Благодарност и на вас што секогаш изјаснувате во пресед. Да се надеваме дека времето само ќе биде добро на 17 април и Па се надеваме дека времето ќе биде добро. Еве, сега почнуваме со скаричка и со музика. Повелете да седнеме сега. се ближи шестата олтајм изложба во Делчево, а со нас е тука на млад дечко кој сам ќе ни се представи, ќе ни каже што подготвува годинава за да учествува на овој настан. Јас сум Никола Тодоровски, годинава подготвувам застава 101. До каде си со подготовките? Па колата сега скоро ја пофарбавме, скрфивме и сега почнуваме да ја сгубавам. Значи да повториме се работи за? До застава 101, УКС, 1977 година. Од кога е љубовта кон олтајмерите? Од малеч, од младиго. Денеска еве си на овие подготовки. И ми е многу мило. Што ќе им порачаш на сите кои имаат желба, ама некако се двоумат? Па, на сите кои имаат желба им порачувам дека тоа е многу убав хоби, кој има можности може да земе и да реставрира.